Среќен ден, драги наши гледачи! Екипата на Вкусот на традицијата ви испраќа еден голем и топол поздрав од етно комплексот Златно буре Кучково. Тука денеска сме си подготвени и тимот на Златно буре Кучково и нашиот тим да подготвиме една прекрасна рецепта на денот. А, драги гледачи, верувам дека многумина од вас сака да направат понекогаш пауза, нели секогаш не треба да биде нашиот ручек со месо, па вакво, па такво, па онакво, па не знам ова, не знам да. Понекогаш и овие прекрасни печурки што се пред мене ќе бидат одлична опција за добар и здрав ручек. Денеска ќе ви направам полнети печурки. Знаеме дека печурките се полни со протеин и вода. А значи замена за месото се печурките и се препорачува да се јадат редовно, затоа што ќе го имате внесот на протеин кој што ви е потребен, а сепак се лесни за варење, здрави и ќе добиете од нив се што ви е потребно. За овој рецепт да го направите, за вакви 15 големи шампиньони, ќе ви бидат потребни масло по потреба, 300 грама спанак, измиен и ситно насечкан, половина страк прас, ситно насечкан, едно јајце, 100 грама нарендан кашкавол, 15 грама путер, 50 грама ореви ситно сечкани, 2 чешниња лук ситно сечкани, бибер, сол, триена сол и малку мешан сув зеленчук. Постапката која што ќе се приготват овие полнети печурки е следната. Ставаме малку масло во тавчето и го ставаме празот да се потпрши. Малку да се потпрши и потоа ќе ги додавам и останатите потребни состојки. Ќе ви треба и една тепсија со хартија во која што сето ова ќе го испечеме. Најпрвин ќе ги извадам дршките од печурките. Претходно се добро измиени. Да направам простор за полнење. Ете така. Едно по едно, внимателно, прво од едната страна, па од другата да излезе целата дршка. Колку се убави овие печурки. Прекрасно нешто. Одлично и мезе може да бидат. Покрај ручек вечера може и одлично мезе да бидат. А, да ви кажам, можете да ги подготвите и од вечер. Пред да ги печете, да ги ставите во ладилникот и утре кога ќе се вратите од работа, само да ги ставите во рерна да се испечат. Е сега, затоа што во нив има многу фил, а овие што се дршките од печурката, нема ситно да ги сечкам, да ги ставам во филот, туку само ќе ги ставам измеѓу, да се потпечат. Затоа што ќе ми земе многу место, а сакам повеќе да има од филот. Иначе, ако не е богат филот, можете да ги насечкате дршките и да ги ставите во зајрето. Сега ги има овие убави бели големи шампиньони и секаде на пазарите можете да ги најдете. И не се скапи. Така.
Еве празоци се пржи убаво. Тука ќе му додадам малку сол. Така и повторно ќе промешам. Ова ќе биде многу богат фил. Има зајре убаво. Така. Печурките се подготвени. Доволно му е на прашчето, затоа што она кревко, меко, ќе го додадам сега спанакот. Ако немате спанак, можете и блитва да ставите, киселец, може и други зеленчуци, што се како спанакот. Блитва, штавеј, што и да имате. Сега ќе видите и ова ќе си се стопи за час. Знаете зашто ми треба путерчето? На секоја печурка од озгора помалку ќе ставам. Значи го пржам празот со спанакот. Сега ќе почнам да ги додавам сите зачини. А и дршките исто така можете да ги искористите за нешто друго, или да ги насечкате, или да ги нарендате, па да ги искористиме за некоја чорба. Само ќе додадете целер, морков, пашканат, дршките од печурките и ете ви прекрасна чорба. Ќе додадам сега малку бибер. Така. Малку мешан сув зеленчук на врвот на лажичката. Така. А на крајот ќе го ставам јајцето и лукчето. Еве, не му треба многу ни на спанакот, ни на празот. За час се готови. Убаво да испари водата. Од нив, тогаш е готово. Сега би сакала да пробам за сол да видам дали е доволно, дали треба уште малку да додадам. Таман си ја. Така. Сега ќе го додадам лукчето и триената сол. И едно полно кафено лажиче триена сол, да му даде баш онака мирис на Македонија. Промешувам, така малку да го фати врелото масло и лукчето. Супер! Одлично. Ете, толку му требаше. Ова многу брзо се приготвува. Дури ако имате спанак во ладилникот, оти тој зема време или додека го измиеш, додека го исчистиш. Ете. Веќе го тргам настрана. Така.
Сега ќе чекам неколку минути, само малку да се залади, за да можам, 2-3 минути, за да можам да го додадам јајцето. Одлично. Сега ќе го ставам јајцето и ќе ставам малку од кашкавалот. Може би едно 30-40 грама во филот да си биде он, затоа што е топол спанакот и прасот, тој ќе се подстопи малку. А другото ќе го чувам за одозгора да му го ставам. Да. И еве сега јајцето. Така. Јајцето ќе го собере зајрето филот. Значи нема да му даде да бега, што би се рекло. Ете така. И ќе му ставам, како што ви кажав, еве, кашкавалчето малку. Другото за одоскора. Не треба да се враќа на ринглата, затоа што си е топло и тавчето и се. И сега ќе започнеме со полнење на печурките. Ќе си ставите и хартија за печење на тавата, за да биде полесно. После се знае на домакинката да е полесно. Сега ќе ни треба едно мало лажиче. Мало лажиче. Ја зимаме печурката, си правиме пак местенце така. Добро. И ја полнам. Така. И редам во тепсијата. Не ставаме ништо, ни масло, ни ништо не ставаме. Така да ја направам место. Така. Како убаво мириса филот. Лукче, прас, панак. Така. Прво вака да се израмне, а што ќе остане па можеме да доставиме. Така. Лапни голтни има да биде ова. Така. Добро. И се вака додека не ги наполниме печурките. Ете така. Ова да го наместам убаво. Им се спремаме на печуркиве. Мислам дека ќе има место уште за една. Така. Добро. Сега ќе го доставам,
Ќе го доставам филот, а може и да направам место за уште едно. Или ќе биде премногу амбициозна. Така. Нека има повеќе фил. Јајцето, значи, нема да му даде да се растече, да се разлигави по тепсијата. Така. Ќе пуштите рерната на 220 степени, да ви биде загреана. Нашата рерна во кујната е веќе стокмена. Каде да ставам, Еве може овдека уште малку. И овдека на другите не штедев. Леле. Ов колку е добро. Сега вака, ќе им ставам малку оревчиња. На сите. Така. Оревот да биде сечкан. Еве, и оревчињата ги ставив. Сега ќе му ставам малку, каде ми е ножето, еве го, малку путерче на секој од озгора. Така. По едно мало коцкиче, колку да пушти убав мирис. Така. Одлично. Сега ќе ги ставам овие, можам дел од дршките да ставам. Нека има, затоа што ние сме цела војска овде. Да има сите да пробаат. Така. Они ќе си се подпекуваат во вкусовите, во сокот што ќе ги пуштат печурките. Затоа не им ставам ништо на нив. Така. Доволно вака. Добро, сега ќе ставам малку кашкавалче од озгора, кај сите. Така. И ќе ги печеме не повеќе од 30 на минути, ама ќе намалите рерната на 180. На 180. Да не изгори и кашкавалот, можете за почеток да ставите една фолија од озгора, ако мислите дека ви е премногу силен шпоретот, да не ви фати кора кашкавалот, мислам да не потемни многу. Леле, мераци има да биде ова. Така. А ќе смислам нешто за овие што ми остана, ќе смислам, знаете каква чорба ќе направам. За мерак чорба ќе направам. Ништо не сме да се фрли, се треба да се искористи. Еве, драги мои, нашите печурки се подготвени. Одат во рерна, значи прво да фатат малку кора, па намалуваме на 180 и ги оставаме 30 на минути да се испечат и од рерната веднаш на трпезата. Останете со вкусот на традицијата.
за гозба, драги наши пријатели. Време е за убаво расположение, со убав специјалитет. Погледнете како се убави овие печурки. Мераци. Значи, и понекогаш и среќата е и во храната. Леле, погледнете. Како ова добро мириса. Каков вкус. Направете ги овие печурки и уживајте во овој вкус. Ние направивме свежа салата, може и парче сирење со нив, може малку и макалце од компирче со прас. Прекрасни се, прекрасни. Лесно, вкусно, здраво. Ве поздравувам до следната емисија, драги гледачи, Вкусот на традицијата. Испратете ни фотографии доколку ги направите и уживајте заедно со најблиските, со саканите и знаете како велат. Внимавај денеска што му зборуваш на твојот пријател. Затоа што истиот тој може утре да биде непријател. Затоа умот во главата. На здравје!